Почитувани гледачи, добар ден! Се надевам дека сте веќе пред малите екрани и дека со нетрпение го очекувате новото издание на емисијата Билките на Баба Рада, кое денес по многу нешта ќе биде посебно. Сите овие денови, морам да ви кажам, дека секојдневно размислувам како да им помогнеме на оние наши гледачи кои ни се јавуваат со проблеми поврзани со плодноста. Но и наискрено се надевам дека денес ќе ви понудиме решение, затоа што мојот гостин е кум на над 30 дечиња и со своите рецепти има помогнато на брачни парови над 30 кои ја исполниле најголемата и најсаканата желба во својот живот да станат родители. Тој ќе ви покаже рецепти со кои ќе ви помогне како да се решите со импотенцијата, како да го решите машкиот стерилитет, како за сите оние кои имаат намален број на сперматозоиди, потоа на оние кои имаат дисфункција со ерекцијата, исто така кои имаат проблеми со заболување на полови органи, но што е и најважно, исто така да им се помогне на жените кои имаат проблеми со овулација и со репродуктивните женски органи. Почитувани гледачи, тој ќе ни понуди на вистина еден, јас можам да го наречам, еликсир на плодноста, но не само тоа, тој ќе ни понуди и рецепти за бронхијална астма, за хроничен бронхит, за сите оние проблеми кои што ги имаме со устната шиплина, со ждрелото, но и што е многу важно, ќе ни понуди рецепт, затоа што многу наши гледачи се јавуваат токму за такви проблеми, за решавање на проблемите со надворешни и натрешни хемороиди. Но, да не ве држам, со нетрпение, како и вие, јас очекувам денес да се запознаете со нашиот гостин, кој ни доаѓа од Гостивар, кој е на вистина еден чудесен човек, кој има огромно знаење во себе, тој е апихербалист, кој уште од најрани денови на своето дејство, тој другарува со пчелите и со билките. Затоа, почитувани гледачи, останете со нас и сите заедно да му кажеме добре дојде на нашиот гостин Перо Дабевски, кој е јак исто како дабот. Тој во себе содржи огромно знаење и љубов кон вас, почитувани гледачи, затоа што сака со вас да ги сподели најубавите негови рецепти, но исто така има и огромна љубов кон неговите деца и сопруга, но и татко и на многу пчели и билки. Перо, добре ни дојде во емисијата да те гушнам по сите овие празници, да си честитаме оваа година, да ни помине во убавина, оваа година да имаме многу билки, многу мед, пчели и се она што е најубаво, Господ да ни дава берикет и напредок. Перо, накратко кажи им на нашите гледачи, тие веќе знаат, но имаме и нови гледачи кои сака да дознаат кој си, од каде доаѓаш, што си направил се во својот живот и како твојата љубов кон билките и пчелите, од кога потекнува? Добро ве најдов. Мене ми е посебно чест и задоволство што сум повторно гостин во вашата ценета емисија на Канал 5 телевизија. Јас доаѓам од Гостивар. Инаку, мојата професија е врзана со производство на пчелни матици, производство на сите пчелни продукти што се благодат од пчелата, а исто така и како љубов од најраното детство е билкарството. Денес че имаме можност, нашата мисија е да споделиме многу рецепти со ценетите гледачи. Тука, значи, че зборуваме за бронхијалната астма и алергите на полени на прашина. Понатака, че го припремиме и чајот за хемороиди, како и за натрешни, така и за надворешни хемороиди. Понатака, че го припремиме еликсирот на плодноста, како и машкиот чај формен и женскиот чај.
Значи имаме навистина една прекрасна палета со која што ќе можеме да ја задоволиме и љубопитноста на нашите гледачи и да остана до крај на емисијата, затоа што навистина нашиот денешен гостин, почитувани гледачи, има многу што да сподели со вас. Pero јас мислам, пред да вклучиме гледач, да го припремиме денеска чајот, затоа што тој е наједноставен рецепт. Еве овдека, јас веќе ќе вклучам, ти само да ни раскажеш, дојде овде до мене, што се треба за овој чај кој што рековме за бронхијална астма и за луѓе и за дечиња кои имаат проблеми со алергија на полен и прашина. Така. Значи еве тука ни е Тука е вода, значи зовриена, така. се прави чај, инфус чај, значи билките, тука е подбелот, значи се зема 20 грама на подбел, листови од подбел, 20 грама на мајчина душичка и се става, значи, во инфус чај. Значи се прелева со зовриена вода и така една супена кашика се прелева со 2 децилитра на вода и се остават едно 15 минути да остои во поклопен сад и после тоа се пиет. Овој чај се пиет обично 2 недели, па се прави пауза од една недела, па ако има потреба повторно, значи се повторува, значи уште еднаш се пие тој чај. Да им покажеме на нашите гледачи која е мајчината душичка, која е мајчината душичка. Еве, може тука и да ставиме. Да, може. И да им ја покажеме, ете таја Значи, го шири мирисот во целово студио. Да, да. Има многу етерични масла, па од тие причини, значи, се прави инфус чај. Ние ќе земеме со 3 прста, значи, така. Ќе ставиме тука листови од подбел. Така. Значи од 2 билки се состои овој чај. Така, од 2 билки. Ја ќе ви кажам и зошто. Да. Може да се покрие, поклопи, да не отидат така етеричните масла. Така. Значи, овој чај се припремат од 2 билки од причини што кај бронхијалната астма има состојби многу и на балгами. Значи, се формира шлајм во белите дробови. За да се исфрли тој шлајм, значи, листовите од подбел имаат голема функција. Понатака, кај обструктивен бронхит, некој застарен бронхит, ако имате исто така, подбелот игра голема улога, а исто така, мајчината душичка помага многу кај алергите. Посебно, значи, кај алергии на полен и на прашина. Инаку, чајот припремен од овие 2 билки помагат исто така кај пушачка кашлица, емфизем на белите дробови и многу благопријатно делуваат на белите дробови. Pero, бидејќи нашите гледачи се многу љубопитни да видат како изгледа подбелот, тој и кога е во цветие е прекрасен, но исто така и мајчината душичка која е преубава и кога цвета и кога е сува, еве на нашите екрани ние тоа им овозможуваме на нашите гледачи да го видат. Токму така, тука значи подбелот расте на почви кај што има каменити почви. И овој листот, значи, на подбелот од опачината имат сребреникава боја, значи белузлава боја, така што можат многу лесно да се распознаат. Инаку, карактеристично за оваа билка што прво го пушта цветот во пролетта, значи жолт цвет, изразито жолт цвет, па после листот. Мајчината душица е преубава, кога одиме во шумите, преубаво мириса, секаде шири и сигурно затоа е наречена мајчина душица за сите оние добри мајки кои ги даваат душите за своите деца и за најмилите. И затоа и денес една од најважните рецепти ќе не биде токму за потикнување на плодноста, да им помогнеме на многу родители и во нивниот дом да се чуе и детската смеа и детскиот плач. Pero нашите гледачи се нетрпеливи, љубопитни, очекуваат да ни се јават, затоа да слушнеме гледач, да видиме каков совет тој од нас ќе побара или можеби ги употребува овие билки како помош за нивно лекување. Ало? Да. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден и убав ден. Ја поздравувам госпожата Рада и гостинот што е во студиото. Ви благодариме и ние ве поздравуваме. Сакам да прашам гостинот ова што е за чајот што се припрема за внатрешни хемороиди да ми објасни.
Чајот за внатрешни и надворешни хемороиди ќе го подготвиме во текот на емисијата. Останите, не го менувајте каналот, останите со билките на Баба Рада и со мојот денешен гостин. Тој нуди на вистина едно ново решение, многу ефикасно и за надворешни и за внатрешни хемороиди. Затоа останете со нас, во текот на емисијата ќе биде приготвен и тој рецепт и ќе го видите на лице место како се приготвува и како можете да го потребувате. Да вклучиме друг гледач. Ало? 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 Со кого имаме чест да разговараме? Од Струмеца се јавуваме, Баба Рада. Ве слушаме, во програма сте. Имам брохијален бронхит. Може ли нещо да ми кажете за брохијален бронхит? Имам шлајме, не можам да ги скасам. Ноќ съм на доктор, нема ништо не помага. Еве, затоа е тука нашиот гостин. Токму и пред малку што кажавме, кај што има балгами или шлајм, значи внатрешен шлајм, најдобро може да се исфрли со помош на листот од подбел. Тоа е, значи, овој лист на подбел, преска што беше и прикажан. Значи, најголемата функција може да, а паралелно, значи, може да си земате исто така и мајчината душичка, тегавецот исто така, тегавецот исто многу добар за исфрлање на балгами. Значи, земате и листови паралелно, значи, со овој чај може слободно се комбинираат, контраиндикации нема никакви, ако се земат и листови од тегавец, женски тегавец. Значи, женскиот тегавец имат голема улога за исфрлање на тој шлајм и балгами. Почитувани гледачи, сите вие кои што немате навистина никакво искуство со билките, сите овие билки што денес ги донесе нашиот почитуван гостин, перо ги имате во сите аптеки. Значи можете да ги најдете и во билните аптеки, можете да ги најдете и во обичните аптеки и користете ги. Затоа што јас многу пати кажав дека и времето што е вакво, но обично вирусите и настинките доаѓаат токму во февруари и март месец. Направите си една превентива од овој чај што Перо ни го кажа, од подбелот. Верувајте дека од него прават Перо и сирупи, се продават сирупи, така е, значи вие можете сами. Исто тука има и чината душица која е многу ефикасна, многу има во себе антисептички, антимикроби. Ако се работи за дечиња, на пример, кај што имат проблеми, значи со дечиња можете слободно да го користате и белиот слез исто така. Белиот слез има и сирупчиња од бел слез, така да може слободно и белиот слез да се користи. Така и претежно за деца, а меѓутоа подбелот претежно се препорачува за повозрасни, значи. Така. Да вклучиме, Перо, уште еден гледач. Ало? Ало? Во програма сте, добре ни дојдовте. Добар ден и убав ден. Рада, поздрав до вас и до вашиот гостин. И ние ве поздравуваме. Ме интересира дали вашиот гостин може да ми каже нешто за хебертен артритис. Каков? За артритис? За артритис? Хебертен артритис. За натеченост во зглобовите на рацете и нозете, Така. на прстите. Така. Тој Со болки доста големи. Така. Тој вид на артрит обично може да биде појава на проблеми со бубрезите, значи. Иде до таложење на соли околу зглобовите и до отоци. Значи, тука во ова состојба, значи, пожелно е да, или пак ако се јавува тој оток претежно и кај нозете, значи може да укажуваат на проблеми и со срцеви заболувања. Од тие две заболувања, гледачката дали е тука моментално на линија? Дали е гледачката на линија? Се исклучи. Се исклучи, да. Во секој случај, ние може да многу да му помогнет чајот од конјско опавче Equisetum arvensis, значи за побрзо елиминирање на течностите, ако се работи за проблеми врзани со циркулацијата на крвотокот и срцеви заболувања, тука значи може да користи чаеви од белата имела, црвениот глок, Леонорус кардиака, срцевата трева може да ја користи. Значи, тоа се билки, значи, и исто така може да се користи и макдоносот. Макдоносот, значи.
кој ги исфрла сите оние Да, непотребни и течности, токсини. така, и токсини од така. организмот. Pero сега имаме да вклучиме гледач од Франција, да видиме гледачот од Франција што од нас бара и да ни е добре дојден во емисијата. Ало? Ало, добар ден. Добар ден и најубав ден. Фала многу и вам исто ве поздравувам сите тука во студио. И ние ве поздравуваме. Јас да ви кажам, јас сум од Велес, но тука сум 10 години. И сакам да прашам за мојот сопруг кој има голем шеќер. Што може да направиме вака со билките? Сакам да ја прашам гледачката дали се работи за диабет 1 или 2, значи дали на инзулин или без инзулин? Ало? Да? Дали е вашиот сопруг на инсулин или без инсулин? Со инсулине. Дали вашиот сопруг покрај инзулинот, шеќерот повторно му е висок? Да, тој има 3 пати прима инсулин и навечер исто прима 3 пати прима рапид, тој брзиот инсулин, и еднаш прима уште еден инсулин 4 пати дневно. И па е висок шеќерот. По ова што го кажува гледачката, тука се работи за една кетоацидозна форма на шеќер, кај што шеќерот во дадената состојба значи му варира. Значи тој шеќер може да биде висок во одреден период, а може да се спушти да дојде до хипогликемија. Па од тие причини, значи во медицината се практикува значи за таа инсулинска терапија, значи што се дава, значи он ќе си ја зема, пошто тука веќе се работи за енормно оштетени значи бета клетки на панкреасот. Меѓутоа, јас можем да ви кажам што би можел он да земат како дополнување на инзулинот, кои билки би можеле да му користат. Во тој состав може да влезет лист од црна црница или дудинка. Понатака може да влезе листот од боровницата исто така. Многу важна билка која што ќе стане после и тема на разговор е пискавицата. Значи пискавицата исто така го намалува шеќерот и врши детоксикација и на црниот дроб и се намалуваат и маснотите маснотите на црниот дроб. Зошто кај шеќерот обично маснотите може да премина во шеќери и шеќерите може да премина во масноти. Тоа е што би можел да кажам. Само перо да ги кажем на нашата гледачка, да ги поздравиме сите наши кои се наоѓаат во Франција и било каде низ целиот свет, да бидат секогаш наши гости, да им кажеме како пискавицата се вика латински, за да може нашата гледачка да го најде тоа во аптеките. Таа се вика Трифолиум Фуенкулум грацеум, значи по тоа име може да се побара, значи. Или пак, ако не може да се најде значи, под тоа име, може да се побарат како сминдух. Значи, кај нас и како сминдух може да се најде. Се надевам дека нашата гледачка е задоволна и дека по некое време ќе ни се јави дека сме и помогнале. А сега, почитувани гледачи, уште еднаш да кажам да не го менувате каналот, затоа што навистина со Перо ќе споделиме преубави рецепти за надворешни и внатрешни хемороиди, потоа ќе го подготвиме еликсирот за плодноста, чајот за машки стерилитет, чајот за женски стерилитет, така што останете со нас, веднаш после рекламите ќе ви подготвиме прекрасни рецепти кои ќе бидат корисни за вас и за вашето семејство. Се гледаме веднаш после рекламите. Еве не назад во студио. Се што не очекува денес и во нашава денешна емисија, во наше ново денешно издание, почитувани гледачи, најпрво, уште една за сите оние кои што не беа досега пред малите екрани, да ви го представам нашиот денешен гостин, мојот прекрасен пријател, кој доаѓа од Гостивар, кој е апихербалист, човек кој се дружи со природата, кој ги обожува пчелите, и пчелите него го обожуваат затоа што му даваат најубави производи. Тој навистина многу ги сака билките, но и тие него го сакаат. Затоа, почитувани гледачи, тој ќе ни приготви навистина во текот на емисијата прекрасни рецепти. Најпрво ќе го приготвиме чајот за надворешни и внатрешни хемороиди, затоа што многу наши гледачи ни се јавуваат во врска со овие проблеми. Но пред да го подготвиме чајот, додека овдека водата ни врие, Перо да вклучиме гледач, да видиме како и што нашиот гледач ќе побара од нас. Значи, еве, ало,
За кого велиме добар ден? Ало? Ало? Ало, добар ден. Добар ден и најубав ден. Повелете? Се јавуваме од Битола Така? и поздрав до вас и до вашиот гостин во студиото. Благодариме. И ние ве поздравуваме и цела Битола ја поздравуваме. Емисијата ви е прекрасна и заинтересирани сме за неплодноста. Со сопругата сум 10 години во брак. Имаме пробано се и се што, имам адено на доктор и сакам да опоздравам гостино и да ни даде еден совет за припрема на неговиот божествен чај за неплодност. Само сакам да прашам дали се работи тука за машки или за женски стерилитет? За машка. За машки стерилитет, да. Бидете трпеливи, ние после ова со хемороидите, значи после овој чај што ќе го припремиме, ние тоа ќе го образложиме и ќе имаме можност, значи само сакам да кажам дали да ве прашам дали имате направено спермограм, дали колку е бројот на сперматозоидите, нивната подвижност и формата на сперматозоидите, дали би можеле тоа да ми го кажете? Отпрвен беше 6,5 милиони, така? Да. Потоа ми дадаа тројна доза и за 3 месеци се качи на 27,5 милиони. Добро. И сега сакам еден совет. Формата, мислам правилно, дали брзината како е на сперматозоидите и формата, колку имат правилни? Брзината имаше право движење. Така. И така, како што се наведени во документите. Бројот на исправни сперматозоиди, значи? Па тогаш беше, мислам, 30 со 70, мислам 30 беа позитивни и потоа се искачваја тие се постепено во теку на тие 3 месеци. Така. Има тука шанси и бидете трпеливи, ние после тоа ќе ви кажеме и ќе го подготвиме, ќе ви кажеме значи еликсирот на плодноста и машкиот чај. И верувам дека ќе има резултати, према овие резултати што вие ги кажувате. Значи Перо, кој што е кум над 30 дечиња, се надеваме дека на нашиот гледач од Битола ќе му стане кум, но сега го припремаме чајот за надворешни и внатрешни хемороиди. Перо да им кажеме се што е потребно за овој чај и ќе ги видат чевите како изгледаат на малиот екран. Еве, Перо веднаш, затоа што многу наши гледачи се јавуваат со овој проблем. Кажувај, Перо. Значи, земаме... Еве ги билките. Еве, тука се сите билки, значи, тука е трева ива, значи, земаме од трева ива, од, еве, тука, или терукриум монтанум, понатака земаме од црвеното подабиче. Кој многу баво изгледа. Да, овие сите се билки кои што спаѓаат во фамилијата на терукриум и тука е дучката трева. Еве, ајдучка трева ќе ставиме. Така е. Еве, ајдучката трева. Да. Понатака ќе ставиме и исто така уште една фамилија уште една билка од фамилијата на терукриум, тоа е белото подабиче. Еве го да го видат, Тука е белото подабиче. Значи, сите три билки спаѓаат во фамилијата на терукриум. И исто така, земаме, значи, по 40 грама, значи, се правите на чајна мешавина тука. И додаваме кора од крушина. Перо, многу наши гледачи Франгулаe кортекс. Така за крушината и не знаат дека таа е една многу лековита билка. Да. Колку оставаме сето ова сега? Што треба да се... Значи, за подготвување на оваа чајна мешавина, значи се земат по 40 грама, значи, билка, значи, од белото подабиче, црвеното подабиче, од трева ива, од ајдучката трева и 30 грама земаме кора од крушина и сите тие билки, значи, ги ситниме, па земаме 2 супени кашики, ги прелеваме со половина литар на вода, пожелно едно 2-3 минута, значи, да проврие таа вода, да се остави подклопено околу половина час и од овој чај се пие 2 до 3 пати во денот по една чаша чај. Оваа терапија трае 1 месец и ова спаѓат во една од најефикасните терапии за хемороидите. Исто така,
Паралелно, значи, со оваа терапија може да се користат и креми за надворешна употреба, ако се хемороидите, значи, и надворешни и внатрешни, од дивиот костен. Значи, најдобри ефекти и резултати се постигнува со оваа чајна мешавина. Така е, перу уште еднаш ќе ги видат нашите гледачи на екранот и да им кажеме... Да, најдучката трева е тука. Тука е белото подабиче. Третото да, црвеното подабиче исто така. Ова е црвеното подабиче поправо. Претходно беше белото подабиче. Исто тука се работи за Терукриум монтанум. Значи трева ива е тука. И ајдучката трева. Тука е капсела Бурса пасторис. Таа исто влегуваат во овој состав за да го спречи крварењето. Значи, ако евентуално има крварење од хемороидите, тогаш и овчарската торбичка се користи тука. Ова е кората? Ова е кора од крушина. Меѓутоа, плодовите, да потенцирам, плодовите на оваа билка не се користат, исклучиво се користит кората. Кората се собира, значи, се стружет на оваа билка рано напролет, пред да ги испуштит, пред да вегетација да имат, и тогаш таа билка, многу важно и тоа да се потенцира, дека кај оваа билка, значи крушина франкулае кортекс, билката се собират и се остават сама од себе да ферментират по природен пат, па се користит после една година. Значи не смее да се користит веднаш собраната билка. Така е, Перо, ти им го кажа латинското име на овчарската торбичка. Ние уште ја викаме сакам неќам, како деца и правевме ме сака, не ме сака, потоа правевме звонци, значи има можност нашите гледачи да ја видат како изгледа и овчарската торбичка, која што кажа многу помага и за женски болести, за хемороиди, против крварење. Прекумерни менструални крварења, значи кога се јавуваат кај жените, исто така многу големи резултати дава, да. Еве овчарската торбичка. Така, многу ценета билка е. Така е, многу ценета. Да вклучиме гледач. Ало? Ало? Во програма сте, добре ни дојдовте. Ало, добар ден. Најубав ден. И вам исто така ви посакувам. Емисијата ви е најубава на свет. И вие сте ни најубави. Рада ве поздравувам. И гледачите ни се најубави. Привлекувате сето наше внимание на семејството. Имате прекрасни гости, вашата елоквентност и вашето познавање на билките правите да се чувствуваме навистина оптимистички, што е многу важно во денешно време, да си најдеме лек секој за својата болка. Сега вака, јас уште од млади години имам проблем со синусите. Кога, како? Затоа што имам девијација септум нази. Девијација, значи, на носната преграда, која што веќе е доцна, не можам да ја оперирам, но тоа предизвикува да имам чести синузити, а што е најстрашно, во последно време, последниве 15 години, имам и хроничен обструктивен бронхит. Така да, ако се разболам некаде есента, оздравувањето е дури на пролет, во мај. Цела зима буквално сум заробена, затоа што секретот што доаѓа од воспалените синуси се слева надолу, и тоа е мачно. Проблеми се јавуваат веќе и со срцето, доаѓа приземање на храна и до повраќање на шлаем и до се. Така да сум се обидела со многу лекови, одам редовно на прегледи, на пулмологија, секаде мислам третирана сум, но проблемите остануваат. И би сакала да ве прашам дали конкретно постои некој лек што може да ми го олесни ова тегобно живење. Не е проблем, значи, ова нешто што е акутно, хронично и постојано и навистина го отежнува буквално животот на човекот. Би ве молела за одговор доколку постои нешто. Сакам само да ја прашам гледачката дали има проблеми со алергијата, значи покрај обструктивниот бронхит. Веројатно имам, затоа што сум забележила дека на домашна прашина, на средства за хигиена што се појаки, и на одредени прехранбени продукти, секретот се зголемува. Меѓутоа, при третирање во амбуланта или во болница при анализа на алергијата, испаѓа дека не сум алергична на ништо. Да, ве разбирам, потполно ве разбирам. Значи, кај вас се јавува, значи, 3 проблеми тука. Значи, едното, значи, кај предел на носот, значи,
има затнување тука и исто така и обструктивниот бронхит и алергите. Да ви кажам, значи алергите немаат некоја посебна медицинска дефиниција за алергијата. Алергијата старите бабарада ја викале ветришта. Че се појавит па ќе исчезнат. Меѓутоа може да доведе до многу непријатности. Во дадениот случај кај вас, значи најпрепорачливо е. Значи може да си ставате, јас прошлата емисија мислам дека кажав оној рецепт со една лажица ќе пак ќе го повторам, една лажица ќе земете на морска сол, крупна сол, и тоа ќе го растворите со 1 литар на вода и така, значи ќе убризгувате од таа течност во носните шуплини. Што се однесува за шлајмот, да се isfrли овој шлајм што е кај вас и тоа е неопходно да се isfрлит. Најдобро е, значи, оваа чајна мешавина што ние кажавме сега, значи, тука е чајот, значи, листови од подбел, мајчина душичка, меѓутоа, пошто кај вас има малку поизразена алергија, добро е да земате и коприва. Копривата исто така е против алергите многу добра. Понатака ива Еуфрасија офицinalis, видова трева, глехома хедерацеа добричицата исто така кај алергиски вакви проблеми. Тегавецот исто така, значи, слободно може да го користите во оваа комбинација. Јас верувам дека за 2 недели користејќи оваа терапија, вие ќе немате никакви проблеми. Перо, можеме да се преселиме на твојот пулт, така што ќе вклучиме уште еден гледач, затоа што нашите гледачи се многу нетрпеливи да го чујат рецептот за плодност. Да вклучиме уште еден гледач и веднаш потоа го правиме овој еликсир. Ало? Ало, добар ден. Добар ден и убав ден. Поздрав до вас, Баба Радо, и до вашиот гостин. И ние ве поздравуваме. Вашата емисија е многу прекрасна. Имам едно прашање до вашиот гостин. Во брак сме 4 години. Сите медицински сме испитани, значи се е ворети кај мене и кај сопругот. Дали може да ни даде некој чај, некоја билка за бременност? Еве, тука ние сме спремни, наша драга гледачке, да го приготвиме, тоест Перо да го приготви неговиот еликсир за плодност. Може би слушнавте дека Перо е кум на 30 дечиња, дека на 30 брачни парови ги израдувал да станат со најпосокуваната желба на секој родител да бидат родители. Перо, еве, веќе е време да го подготвиме овој еликсир, затоа што многу наши гледачи се заинтересирани и да им го подариме и ние, и како телевизија, и ти да станеме одново кумови, која е за мене најбавата улога во животот. Најрадосно е тоа. Така, најрадосното. Ние сега ќе имаме прилика да го подготвиме, значи, тој еликсир на плодноста. За овој еликсир, значи, потребно е 1 килограм на пчелин мед, најдобар е пролетниот мед, значи. Понатака земаме 10 грама на матичен млеч, 100 грама на ферментиран полен, перга или пчелин леп и 20 грама на прополис. Ние сега ќе се послужиме, да потенцирам дека овој еликсир се работи исклучиво со дрвени или пластични кашички, не сме да се користат метални. Така е. Почитувани гледачи, бидете внимателни, земете си моливче, хартија, запишете го, затоа што овој рецепт, и бидете трпеливи, мораме побавно да го приготвиме, затоа што, како што кажав, дека навистина јас и сите оние кои што ја приготвуваме оваа емисија, многу размислувавме да им помогнеме на сите наши гледачи кои што го имаат проблемот со стерилитет, затоа почекајте, еве Перо го приготвува и ќе кажува одново се што ќе кладе. Значи, се стават 1, 2, 3 лажици на мед, па се додават матичниот млеч, тоа е всушност храна која што ја собираат пчелите кои што се стари до 5 дена и матицата исклучиво се хранит со овој матичен млеч и затоа матицата е најдолговечна и таа живеет и 5 години, 5 до 6 години. И носивоста на јајца, значи кај матицата, достигнуваат и до 3000 јајца во текот на денот.
Значи, тоа е све резултат на благодетите кои што ги поседува матичниот млеч. Значи, тука е матичниот млеч. Сега малку ќе се промеша, значи, медот со матичниот млеч. Важно е прво да им кажеме на нашите гледачи дека сите овие продукти, состојки што ги имаш, дека може да ги најдат кај сите добро опремени пчеларски луѓани. И кај пчеларите. И кај пчеларите, затоа што пчеларите се примарни производители и нивните производи се, значи, ние имаме многу добри пчелари во Македонија и претежно, значи, повеќето од овие, значи, компоненти тие самите ги произведуваат. И сега веднаш што оди после ова? После тоа одит, тоа е пчелиниот леп. Држи го малку. Тоа е пчелиниот леп или ферментиран полен перга. Тоа е всушност ова. Значи, не се работи за поленови зрна, туку се работи за перга. Тоа е ферментиран полен. Всушност, полено што го собрала пчелата и го складирала во челијата, во челите на самата рамка. Значи, овој полен е обогатен со ензими од самата пчела. И овој полен, ова перга, значи, содржи многу минерални материи, многу аминокиселини, витамини, исто така ја содржи и фолната киселина, која што е многу важна кај женскиот стерилитет, а исто така и кај машкиот стерилитет. Само што кај машкиот стерилитет, значи, паралелно со овој еликсир се земат и семки од тиква. Добро. Тоа ќе го кажеме за нашите гледачи. Поради присуството на селен и Е витамин. Рековме дека семките од тиква дури 4 пати повеќе содржат витамини, минерали и состојки кои се побогати уште и од самата пулпа на тиквата. И затоа се многу пожелни, особено за машките. Омега-3, омега-6 и исто така е на многу важна субстанца аргининот. Значи го аргининот тука е. Сега ја додаваме и пергата, мешаме. И пергата тука. Тука и пергата. Тоа све заедно сега ќе се измешат. Да бидат и за разлика, значи, од поленовото зрно, пергата многу брзо се дисперсират со медот и со матичниот млеч и таа смеса е хомогена. Така и сега го дадаваме и прополисот, кој што рековме дека е природен антибиотик, антисептик, антимикроби, антигливичен. Ќе додадеме тука 20, значи, грама. Значи 20 грама прополис. Така. Тоа уште еднаш ќе се измеша вака и го додаваме остатокот на медот. Така и период додека го мешаме, ги мешаме овие состојки и да кажеме како треба да се консумира овој еликсир на плодноста. Овој еликсир сега што го правам, тоа е природен биостимулатор, антиоксидант, афродизијак и природен антибиотик. Ги содржи сите корисни елементи на Менделевиот периоден систем. Ова е еден препарат кој што дават бодрост, енергија и сила. Ова е искра на здравјето и животот. Го помага длачењето на хормоните, значи и кај мажите, и кај жените. Исто така, овој еликсир е добар и за кардиоваскуларните заболувања, а понатака за чир кој што има на желудникот и 12, палачното црево, е јакне потенцијата и е многу добар. Тоа е многу важно. Значи, перо да им кажеме, сега ќе вклучиме гледачи, да им кажеме на нашите гледачи дека веднаш после гледач го правиме женскиот и машкиот чај и ќе ми објасниме како се треба да го земаат и да го примат и да им кажеме дека Сулеман Величествени дури од Македонија земал такви чаеви и затоа, почитувани гледачи, сите вие кои ја гледате емисијата, серијата за Сулеман Величествени и кои сте навистина восхитени, да знаете дека неговата моќ сексуална потекнува овде од Македонија. Затоа ние на сите наши гледачи, чекам гледач, ќе им помогнеме како да бидат како Сулеман Величествени, едноставно. Ало, за кого имаме да кажеме добро вечер и убава вечер или добар ден? Ало?
Добар ден, баба Рада. Добар ден и најубав ден. Се јавам Струмица. Драго ни е. Ве следам уште од првата програма и постојано се обидувам да ве добијам, но ова денеска ја добив таа среќа. И ние сме среќни. Знам дека денеска имате некоја друга мисија и нема да должам, но и јас имам проблем. Барам совет ако имате за парадентоза. Бидејќи медицината очигледно нема лек за тоа, а јас здрави заби губам, многу ми е тешко. Парадентоза. Парадентоза е значи еден проблем кај со забите, значи тука во дадената ситуација многу Останете со нас додека Перо ви објаснува. Може да му помогнет кората од дабот. Понатака карамфилчето, значи да се земат заедно. Паралелно да се направи еден одвар, значи чај, и со тоа да ја плакне устата и забите, и паралелно се користи прополисот. Прополисот дават големи резултати кај парадентозата. Значи да кажеме, кора од даб се прави одвар, кора од даб, карамфилчиња кои што имаат неверојатно антисептичко Така, и жалфијата исто може да влезе слободно во состав тука. Така, и прополис. И прополисот, така. Кој е, рековме, антигливичен, антисептик, антимикробен и има многу високи својства. Да вклучиме гледач и веднаш потоа го правиме оној чудесен чај и за мажи и за жени. Ало? Ало? Во програма сте, повелете, добро ни дојдовте. Хвала. Дали ме слушате? Ве слушаме одлично. Ја не ве слушам никако. А сега? Сега малку. Вака. Сакам да дадам еден лек за хемероиди. Дали ме слушате? Ве слушаме. Вака. Ова е од еден мој пријател кој ми го кажа и сега дали е истина или не. Вика, не знам само колку дена, 14 или 40 дена, примал, ставал чешле од лукче, уздолжно на 3-4 места пресечено и го ставал во чмарот. После тие денови, он више 4-5 години, вика, јас немам, не постои за мене, вика, хемероид. Излечено од, значи, чешења од лукче кое ги ставал навечер при легнување во чмарот. Јас прв пат слушам, мислам, за еден ваков рецепт. Јас знам многу рецепти, преку 100.000 рецепти, али ваков рецепт не сум слушнал до сега. Може би он имат некој ова искуство што го кажува, меѓутоа јас вакво искуство до сега не сум сретнал. И јас до сега не сум слушнала, мада лукот има антисептичко дејство. Да, има антисептичко дејство, меѓутоа апликацијата, самата апликација што слушателот ја применува, значи не е нешто што и јас не сум го сретнал до сега. Не знам вие, баба Рада, меѓутоа јас тоа не сум го сретнал. Перо, како се подготвува машки чај за плодност? Машкиот чај за плодност се подготвуваат од 100 грама на мечкина шепа. Значи, тоа е Хераклеум спондилиум. Оно што го кажавме за Сулейман? Да, за Сулейман. Тоа, како туриста, кога заминавме во Истанбул, така во една посета и на палатата и харемот кај што беше, и така ние во таа група, значи, што бевме, еден од посетителите го праша водичот, кажа, господине, го праша водичот, која е тајната на величествениот што имал толку многу жени? Харем со многу жени. Он не знаеше да го даде одговорот и така да после таа посета ние излегоме во дворецот. И имате една мала ботаничка градина и во таа градина ја забележав мечкината шепа. Тоа е всушност билката, значи Хераклеум спондилиум. Меѓутоа, по самата, зашто јас ги испитувам билките и фенотипски, генотипски, по самата големина на билката, значи таа беше значително помала во однос на нашите билки што растат и се размножуваат тука кај нас, во нашето поднебје, дојдов до заклучок дека величествениот таа билка ја донел од нашите простори. Така е, од каде ако не од Македонија? Така. Затоа што и растенијата, и пчелите, јас би ги зел како пример,
Значи Македонија е тука, значи имат богата клима со 3 клими, значи тука е повардарската клима, значи планинската клима, медитеранската клима и тука како една парабола тука се постигнува максимумот кај нас. Значи се што се оди према исток, тие билки се помали. Така да величествениот таа билка има донесено значи од нашите простори. Мечкина шепа така. И ми ја препорачуваме на сите мажи да имаат. Мечкината шепа значи Хераклеум спондилиум, тоа е оваја билка, значи таа билка така, има огромна моќ да ја зголеми потенцијата значи кај мажите, да го зголеми бројот на сперматозоидите, подвижноста на сперматозоидите. Исто така и против слаба сперма исто оваа билка може да се користи во комбинација заедно со бабиниот зап или Tribulus terrestris, тоа е оваја билка. Така е. Понатака пискавицата или јарчев рог, тоа е оваја билка. Момент да ја видите уште еднаш бабиниот зап, еве го. Потоа перодиме. Понатака иде пискавицата или јарчевиот рог. Значи јарчев рог се вика поради тоа што плодовите така мешункасти плодови, внатре има ситно семе кое што е многу важно. Ова е грчкото семе или пискавицата? Или пискавица или јарчев рог. Мада ова е позната, рековме, библиска билка. Ова е библиска билка, стара билка, значи оваа билка се е пренесена значи од источните земји, значи ова е стара билка. И кај нас се користат исто така, меѓутоа нашите стари баби користат вид на оваа билка, исто тоа е тилчецот или сминдух. Значи нашите баби правеле многу добра пиперна сол. И ова е анасонот. Така е. Идем кажеме како го подготвуваме машкиот чај. Исто машкиот чај значи се подготвува на следниот начин. Да ги повториме уште еднаш. Да, значи се земат мечкина шепа, Хераклеум спондилиум 100 грама. Понатака се зема бабиниот зап, Tribulus terrestris, се земат по 50 грама. Значи 100 грама се земат од мечкина шепа, а од другите билки што ќе ги кажам по 50 грама се земат. Значи бабиниот зап, понатака се земат пискавицата, се зема анасонот, се зема чубриката, тоа е оваа билка, чубрика, босилокот исто така, лист од бреза и од коприва. Значи, од сите овие сега што ги кажав, се мечкината шепа се зема по 50 грама, сите значи билки добро се мешаат, се зема една супена лажица од оваа чајна мешавина и се прелева со 2 децилитри на вода и се пиет овој чај ориентационно 3 месеци. Значи, овој чај дават извонредни резултати. Меѓутоа, паралелно, значи, со машкиот чај се земат и еликсирот на плодноста. Еликсирот на плодноста, кај машкиот чај, значи, паралелно кога се земат, може да се стават и семки, како што потенцирав од тиква, од оние сурови семки, меѓутоа, кога ги купуваат семките, треба да внимаваат да бидат коричката, значи да биде што позелена, зашто тука е концентриран селенот и Е-витаминот, а исто така кај сите семења, претежно и кај тиквата, аргининот е најзастапен. И се земат по една кафена кашичка, значи од еликсирот на плодноста и се пиет 2 до 3 пати во денот од машкиот чај. Значи, оваа терапија трае 3 месеци. Така е, Перо, за оние што наши гледачи, јас се надевам дека многу добро се запиша, дека сето ова што ти го кажа, оди долу на кролчето и нашите гледачи можат да го препишат и да знаат како сите овие работи што ни ги покажат, сите овие состојки да знаат како ги употребуваат. Да вклучиме гледач, а потоа да го приготвиме и женскиот чај. Ало? Ало? Во програма сте, повелете, добро ни дојдовте. Во програма сте? Добар ден. И убав ден. Како сте? И ние сме добро, и вам ви пожелуваме добро да бидете. Се јавувам од Куманово, редовен гледач сум. Сакам да ве замолам за еден совет. Правам еден мелем за прочистување на организмот, во кој се стават 15 лимуни и калена пченица 400 грама, и се става исто така една тегла мед и 400 грама ореви. Меѓутоа се става и 12 главици лук, а јас лукот не го поднесувам. Дали може замена за лукот нешто друго да става?
Видете, веројатно, она мисли на белиот лук. На белиот лук. Може да го замените со овој дивиот лук, стремош. Значи, со дивиот лук може да ги постигнете истите ефекти, дури и поголеми ефекти, значи во однос на белиот лук, ако не може да го поднесете. Така е, тој сега напролет, чим пукне пролет, веднаш тука го има, излегува, или го викаат белиот лук уште и медвед, лук од мечка, мечкин лук го викаат, pero имаме гледач од Австрија, да го слушнеме нашиот гледач, да го поздравиме. Ало? Добар ден. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден. Добро ве најдов. Се јавувам од Австрија. Драго ни е. Сакам накратко да ве прашам од каде може да го добием пчелниот млеч? Како млече без млечот. Црниот млечот од пчелите, сега што го правите. Матичниот млеч. Матичниот млеч. Да. Матичниот млеч може да се сретне во две форми. Значи може да се сретне во свежа форма, тој е најдобар, или како лиофилизиран. Значи матичниот млеч може да се добие, значи кај пчеларите и во Виена. Виена јас имав чест и задоволство таму и да специализирам. Така е, тоа сакав да го кажам. И имат многу добри пчелари, така да без проблеми може да го добиете во Виена. И значи земате 10 грама, значи во оваа рецептура треба 10 грама значи на матичен млеч и 100 грама на перга ферментиран полен. И германски кога се вика Weisselfutterssaft, значи ќе обарате како Weisselfutterssaft или како Bienenbrot, значи како пчелин леп. Така е, затоа што дали слушна нашата гледачка дека перо има магистрирано во Виена. Тој е одличен познавач и се оно што ќе ви го каже, верувајте дека јас во мојот живот што сум сретна луѓе, тој е еден човек кој што многу знае, но и многу чесен и човек многу хуман. Ја поздравуваме нашата гледачка од Австрија и пожелуваме добро здравје, да ги поздрави сите наши кои се наоѓаат тамо во Австрија. Знаете дека млечот од пчелата и сите производи од пчела го јакнат имунитетот, го чистат организмот, ако го имаме чист организам и јак имунитет, тогаш ние сме здрави. На сите наши гледачи кои живеат било каде во светот им пожелуваме добро здравје и долг живот. И што побрзо да се видиме во нашата татковина, а сега, почитувани гледачи, Перо ќе го приготви и ќе ни го објасни женскиот чај. Перо, сами ќе го подготват. Токму така ќе го видат на кролчето како оди. Женскиот чај се подготвува на следниот начин. Значи се земат 100 грама на ајдучка трева. Понатака се зема од чајница билка, по 50 грама да бидат, значи, овие дрвца. Или мацина трева. Или мацина трева, или марубиум. Сега некогаш ги иде до забуна кај значи, кога тие билки, мацина трева може да се подразбира по народно име како ресник или како валеријана. Меѓутоа, правата билка е, значи, како марубиум. Значи, тоа е вистинската билка од чајница. Значи, билка од чајница. Понатака се земат бисерок или алхемила вулгарис. Таа билка се земат, понатака се земат мајчината душичка, се земат невенот, листовите од капина и од малина, и копривата и пескавицата. Значи, сите тие се земаат по 50 грама од сите, единствено само ајдучката трева тука е доминантна. Значи, во оваа чајна мешавина и се зема 100 грама. Сите билки, значи, се сечкаат, ситно се мешаат. Се земат 2 супени кашики, се прелева со половина литарна вода, вриено 2 до 3 минута, се остава потлопено да стоите едно 15 минути до половина час, се пие 2 до 3 пати во денот по една чаша, значи, од овој чај, и паралелно се зема, значи, еликсирот на плодноста. Оваа терапија, зависно од проблемот, значи, трает од 3 до 6 месеци. Оваа терапија е многу добра кај што има хормонални проблеми, значи кај жената, значи проблеми кои што се врзани со неуреден циклус, неуредна менструација, иде хормонални проблеми, значи поврзани и со штитната жлезда и хипофизата.
Така да ова комбинација дават многу добри резултати. Прво да им кажеме на нашите гледачи, кои може би за еден дел од билкиве што ги представивме не слушнале, дека се ова сите наши билки, може да се кажат и ендемски, ги има значи сите билки во нашата Македонија и дека може да ги најдат во сите добро снабдени аптеки. Да. И да им пожелиме на сите оние кои што се интересира за елексирот, за женскиот и за машкиот чај за плодност, да им пожелиме да бидеме на нивните веселби, да го слушнеме детското смеење и детскиот плач кој сето тоа заедно оди и нашите гледачи и брачни парови да бидат среќни и да ни се јават дека се она што сме им понудиле дека имало добробит во нивното семејство. Така е, Бабара. Да вклучиме гледач. Ало. Ало? Во програма сте, добре дојдовте. Ало? Во програма сте, повелете. Од Кочани се јавувам. Драго ни е. Павле, поздрав на Бабарада и до гостинот. Повелете. И ние ве поздравуваме. Ме интересира за една билка. Се вика сусарка. Дали ви е познато? Како а другата рековте? билка е брех. Тоа е господинот знае еден картофел, да речеме на германски. Дали са ви познати сусарка и брех? И дали смееме да ги употребуваме? Латинските имена дали ги знаете на овие билки? Ги знам. Ајде, кажете ги. Билката се вика сусарка. Чајо. А другиот е латинското име кажувате дека се вика така? Јас ви прашувам латинското име на билката, пошто народни имиња една билка може да има повеќе, меѓутоа латинското име е едно единствено. Јас се извинувам, латинското име не знам го, ама ме интересира сусарка овде кај нашиот крај овде во Кочани, ја употребуваат за метла. Се вика сусарка. За метла е. За метла, значи. А другата е кромпир. Се вика брех. Брех. Ова што кажа за метлата, тоа значи тоа е, мислам, познато и тоа обично може да се користи и против крварења. Меѓутоа, за другата билка, што ја спомна, за жал, по народното име што го кажува, јас не можам да... Ако би го кажал латинското, сигурно би се сетила. Значи, ова што ја кажа, што се употребува за метли, се употребува против крварење. Крварење, да, претежно против за крварење. а за другата, навистина, најважно да ги знаете латинските имиња, затоа што јас за неколку билки во крајот, во Крушевскиот, за една билка има неколку имиња. Да, повеќе ги има. Повеќе имиња, така, народни имиња, затоа е пожелно, многу ни е жал што не можеме и за другото име да ви одговориме, значи, за ова што го кажавте за првата, што се прави од неа метла, се употребува против крварења. Да вклучиме гледач. Ало? Ало, добар ден. Добар ден и убав ден. Се јавува гледачка од Евгелија. Драго ни е. Ве молам, имам проблеми со кичмата и воспаление на мускулатурата, на мускулите. Дали може нешто да ми помогнете? Ставав облоги од зејалка, лист, ништо не ми помага. Во оваа состојба најдобро може да му помогне коренот од гавес, Симфитум офицinalis. Значи, да користи тинктура од гавес и крема од гавес. Значи, најдобри резултати може да се постигнат кај оваа состојба тука. На гавезот перо ќе му посветиме внимание во вторник, тој е многу моќна билка е, особено коренот од гавезот. Така, значи и за коските, и кај што имат реуматски проблеми, артритис, исто така и проблеми со лигаментите, кај што има, значи, гавезот дават одлични резултати. Почитувана гледачке, значи во вторник слушајте нашата емисија. Ќе имаме исто така одличен гостин кој што ќе зборува за гавезот и ќе каже се и како може да се помогне од таа билка, како што кажа перо помага, значи за мускулатура, за кичма, но исто така и оние што имаат проблеми со лигаменти, затоа што и тоа е доста голем проблем. А сега да вклучиме перо гледач. Ало? Ало? Во програма сте, повелете? Добар ден. И вам добар ден. Поздрав до вас, Баба Радо, и до гостинот. И ние ве поздравуваме исто така.
Дали можете да ми кажете некој лек за против опаѓање на коса и обновување на косата? Перо? Против опаѓање на косата, добри резултати може да се постигна со копривата, розмаринот, понатака листот од бреза исто така. Значи, да се направи една чајна комбинација и да се масират благо коренот од косата, а паралелно да се пие чај од коприва и да се внесуват хмелјот исто добаре, Humulus lupulus и паралелно да се зема квасец. Значи, свеж квасец. И резултати ќе има. Почитувана гледачке, на овој проблем ќе обрнеме внимание во понеделник, така што многу поопширно за тоа ќе биде се кажано. А сега, Перо, да го вклучиме и последниот гледач. За жал, веќе крајот на нашата емисија се гледа, но ние заедно со тебе и со гледачите споделивме на вистина прекрасни рецепти кои што на самиот крај уште еднаш ќе ги повториме, а сега да кажеме добре дојде за последниот гледач во нашава денешна емисија. Ало? 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 Во програма сте, повелете. Здраво, сакам да прашам тривката страшњак. Каде можам да ја најдам? Добро. Перо? Тревата страшниче, значи, народно име, таа може да се најдат обично на камените места. И таа е добра, значи, кај дечиња кои што се плашат, така, значи, кои што немирно спијат. Значи, таа билка може да се најде. Во Македонија, тука кај нас ја има, и таа претежно расте, значи, на камените почви. А дали има во аптеките, Перо? Па, би требало да има. Како монокомпонентна, пошто ја бара најверојатно како монокомпонентна, да прашат, би требало да има. Така, и се заблагодаруваме и на последната гледачка, и на сите гледачи кои што имаат трпение, и да почекаат, и да ги слушнат нашите совети, да си ги запишат. Перо, подготвивме на вистина преубави рецепти. Уште еднаш да им повториш на нашите гледачи и уште една порака до нашите гледачи од тебе, кој си на вистина еден од најубавите луѓе што ги познавам во мојот живот. Благодарам, баба Рада. Јас верувам дека оваа година ќе има многу дечиња. Така, значи Перо со овие убави рецепти. Така, порача дека во оваа 2014 година ќе имаме многу дечиња, дека насекаде ќе се слуша детска да смеа, дека ќе ни бидат живи и здрави. Уште еднаш да повториме, Перо, какви чаеви. Значи, поготвивме за бронхијална астма и сите оние што имаат проблеми на полен и на прашина, потоа за надворешни и внатрешни хемороиди, подготвивме чај машки и женски, и еликсирот на плодноста. И најважното што го подготвивме, тоа е еликсирот на плодноста. Почитувани гледачи, ви пожелувам се најубаво, да го искористите викендот на најубав начин, да бидете со вашите најмили, да работите на овој случај што со Перо ви го кажевме, тоа е случајот на плодноста, значи да си го приготвите овој еликсир, да ги пиете сите овие чаеви, значи и машкиот и женскиот, и сакаме во најскоро време, јас и Перо, да чуеме дека се оно што го кажавме, дека има ефект. Бидите живи и здрави и во понеделник гледајте ги одново билките на баба Рада со нов гостин и со нови рецепти. Довидување, се гледаме во понеделник. Убав викенд.